Најново издание на регионалните вести. Осветено и поставено црковното ѕвоно на камбанаријата во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец во село Туденце. Првото празнично биење на камбаната е предвидено за предвечерието на празникот Света Петка. Во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец во местноста на село Туденце денес беше осветено и поставено црковното ѕвоно на новата камбанарија. Чинот на осветување го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерейско наместништво. Смирено ти се молиме, погледни сега милостиво на нашата молитва и на оваа камбана која што се собравме да осветиме, и благослови ги оние што ја направија сите твои раби за слава на твоето пресвето име и да служи за твојот свет храм по молитвите на пресветата владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, на светиот Ѓорѓи Победоносец и на сите твои свети, зашто ти си Бог на милосрдието, човеколюбието, тебе слава ти вознесуваме со твојот единороден син, со пресветиот благиот животворен твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Сосветува оваа камбана со оваа осветена вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Знам дека ќе се слуша надалеку, ќе не собира за сите радосни моменти, за сите наши молитви кои што треба да ги принесеме пред престолот на Севишниот Бог. Благодарност пред се на господинот Мирко Димовски за донацијата која што ја даруваше оваа камбана. Господ Бог да го благослови него и неговото семејство, да ги благослови сите оние нашинци од диаспората кои што несебично се вградија во овој храм кој што е навистина храм кој што се слави името Божјо. Благодарност и до мајсторите кои што ја направија оваа камбана, бидејќи сепак во нашата татковина еве се изработуваат веќе камбани, така да немаме потреба веќе да одиме нели во странство, бидејќи имаме квалитетни камбани кои што се изработуваат во нашата татковина, така да им благодарам и на нив кои што навистина се вложија и направија квалитетна камбана која што ќе го продивира нашиот народ за молитва од далеку. За многу години и да се собираме за уште порадосни моменти и кои ќе го светиме овој свет манастир. Господ со вас. Камбаната на манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец се градеше со комплетна донација на семејството на Мирко Димовски од Детройт, Соединетите Американски држави, а по потекло од Туденце. Бидејќи семејството годинава го има кумството за прославата на празникот Света Петка во Детройт, нивната желба првото празнично биење на камбаната да се слушне во предвечерието на празникот, односно на 7 август, ќе биде остварена. Денес ќе големиот ден за нашиот манастирски комплекс, више можеме да речеме дека е комплекс, пошто денес како што обетиме на 3 јуни дека пред Света Петка, уочи Света Петка на 7 август, значи во предвечерието на Света Петка, манастирското ѕвоно треба да почне да чука. Али да го читуваме терминот, значи ние на денеска 31 ѕвоното ќе биде поставено на манастирската камбанарија освари, и значи на 7 август Света Петка со Господ напред треба манастирското ѕвоно да почне да звони. Ѕвоното беше правено околу 2 недели во нашата леарница, декорирано од наши уметници и во согласност нели со барањата на купувачот. Горди сме што нашето ѕвоно исто има, да кажеме, во овој прекрасен манастир. И ние, нели, како што каже и претходно Душко, ја симнавме на некој начин цената, сепак и корените, нели, мисля од тука, и сме горди што излеавме ѕвоно, излеговме пресред во максимално краток рок, излеано квалитетно ѕвоно, кој тежи околу 200 килограми од специјална бронза која што се прави за вакви ձвона. Се надеваме дека ќе чука низ векови понатаму.
Инаку на почетокот на јуни беше осветен камен темелникот на камбанаријата. Изградбата на манастирската црква во Туденце конечно влезе во завршна фаза на големо задоволство на сите оние кои се залагаа за нејзино обновување и при тоа ги донираа и потребните средства. Пред една година беше осветен и поставен и крстот над црквата. Пред се, ова беше на наша иницијатива, туку не наша иницијатива, туку ова беше подобна иницијатива на нашите во диаспората, подоцна на дедо Мирко Димовски со своето семејство, многу части во семејство, со тоа што ние сме имали намера дека ќе се прави звон, ама туку немаш пари, што ќе правиш? Ништо. И на Ѓурѓо Виналдика, кога беше Александар свештеникот, вика чукни камбаната, викам нема камбана. Може он, како да рече, ни дал некоја подобна иницијатива за оваа работа, со тоа што и после некој дена синовите на дедо Мирко исконтактираме по Скајп, рече да се направи манастирско звоно. Викам, добро, викам, ќе направиме звоно, викам. Конструкција чалична и готова. Не рече, нема вика така да ви, туку да биде исто како манастирот, од камен све. Викам, тоа кошта пари многу. Тоа вика не е проблем, околу парите не е проблем. Дали имате вие време и шанса да го ова све издоговорите, да го направите пред Света Петка да чука, пошто они се кумови на Света Петка у Детройт. И значи по надчовечки напори се вложени околу оваа работа. Сега значи за многу кратко време може и пари да имаш, ама време ако нема џабе. Значи пред се голема благодарност до да речем до дарителите, дедо Мирко Димовски со фамилијата од Детройт. Значи, они се студенчени по потекло, живеат тамо, али секоја недела во 8 или 9 по наше време, 20 или 21 часа на вечер, ние се биле по еден сат на Skype, се разговарале. Значи, ги интересираше, живо се интересирани, секоја слика пратена овде, они со воздушување примаат тамо. Да не ги забораваме старите. Значи, не може да ги забораваме старите, пошто они работе од сабале до на вечер, за да го испоштуваме терминот. Значи, еве, како што беше континуитетна работа, го испоштуваме и терминот и времето. Инаку темелите на некогашното големо светилиште подигнато во чест на великомаченик Георги Победоносец во местноста викана Црквиште на село Туденце биле пронајдени во 2004 година. Во 2012 година местното население се организираше за почеток на градежните работи за возобновување. Според кажувањето на жителите на Туденце, овој Божји храм потекнува од 4 до 6 век и е еден од трите во целиот свет кои имаат специфична градба. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Се одбележа 14 годишнината од загинувањето на полицајецот Цоки Стојановски, кој животот го загуби за време на војниот конфликт. Во негова чест се положија букети цвеќиња пред неговиот гроб, споменик и на местото каде младиот полицаец го загуби животот. Се одбележа 14 годишнината од загинувањето на полицајецот Цоки Стојановски. Најблиските роднини и пријатели, неговите колеги од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај. Делегација составена од представници на СВР Тетово, Тетовскиот гарнизон при касарната Кузман Јосифовски Пито Тетово, од Сојузот на војни инвалиди и делегација на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово. Пред неговиот гроб положија букети свежо цвеќе во знак на почит и сеќавање. Почит на полицајецот Стојановски му се одади пред споменикот изграден во негова чест, во кругот на сообраќајната полиција во Тетово, каде Цоки беше вработен.
Полицајецот Стојановски загина кобниот ден 2001 година како 28 годишник, бранејќи го суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ноќта на 1 август одговори на својот последен предизвик за одбраната на неговиот роден град Тетово. Истрел од куршум го усмрти Стојановски кој на пунктот лоциран пред поранешните простори на Радио Тетово беше на должност командир на ареното на платната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Неговите роднини и пријатели повеќе здруженија со едноминутно молчење на Цоки му одадоа почит на местото каде овој млад полицаец го загуби својот живот. На него и сите загинати бранители им одадеме почит. Од името на одборот на бранители, најпрво би сакал да ги поздравам членовите на семејството на загинатиот Цоки Стојановски, како и сите присутни кои заедно со нас дојдоа денес тука на местото каде Цоки ги го положи својот живот. Додека многумина заминуваа од овие простори, тој не ни помислуваше на нешто слично. Должноста не беше пресудна да застане во одбрана на Македонија. Цоки го водеше желбата да го одбрани своето, во што, иако тој не дочека жив, факт е дека тој и многумина, кои во 2001 година ги положија своите животи, не биле залудни. Успеја да го одбранат ова парче земја и нас не ставија на тест да се запрашаме. Дали е доволно тоа што ние го чиниме денес за нив? Тоа не обврзува никогаш да не ги заборавиме луѓето кои го дадоа животот за Македонија, како што беше нашиот сограѓанин Цоки. Дали сме сториле се во граници на нашите можности да ја оправдаме нивната жртва? Времето ќе даде одговор на сите прашања, а историјата ќе го запише. Ако се вратиме во историјата, ќе се сетиме дека секогаш за татковината гинеле најдобрите, најхрабрите, најчесните синови, кои на своје тло ги поседува таа, а таков беше и нашиот Цоки Стојановски. Раните кои ги остави со своето заминување не зараснуваат, живи се. Но со сигурно живи се и секогаш ќе живеат делата на Цоки Стојановски и големината на неговата личност. Уште еден од синовите на Македонија, поради кои сите ние се чувствуваме горди граѓани на оваа наша мала, но света Македонија. Неговите дела ќе живеат вечно преку сите оние кои што ќе продолжат, како што тоа го правиме ние денес, да ги чествуваат, зашто срамот би бил преголем како за Македонија, така и за сите нас. Овие најголемите да се остават во заборавот. Да не го дозволиме тоа. Нека му е вечна слава. Во знак на сеќавање на полицајецот Цоки Стојановски во спортската сала во Брвеница беше одржан 4-тиот меморијален турнир во мал фудбал во организација на Македонскиот полициски синдикат и семејството. Во името на Македонскиот полициски синдикат, како еден од носителите во организацијата на овој 4-ти меморијален турнир, да ги поздравам сите присутни, представниците на семејството на загинатиот наш колега. Убаво е што и оваа година се собравме да ја продолжиме традицијата на реализација на овој турнир. Целта е една, да го продолжиме сеќавањето на делото на нашиот колега. Би сакал да ви посакам на сите добра, успешна игра и добра забава нормално при играта. Да ве замолам за фер плей при играњето, бидејќи првенствено е фер плејот во играта и нека победи најдобриот. Се надевам дека и следната година повторно ќе се собереме, ќе се видиме и ќе го реализираме тогаш веќе 5-тиот меморијален турнир. Би сакал и свечено да го прогласам турнирот отворен и би сакал да го поканам представникот на Сдруженијето на загинати бранители на Македонија, господинот Владо, да ви собрат. Благодарам. Почитувано семејство Стојановски, почитувани припадници на безбедносните сили на Република Македонија, почитувани присутни. Почитувани, денес сме присутни во чест на загинатиот бранител Цоки Стојановски, припадник на безбедносните сили на Република Македонија, кој на ден 31.7.2001 година го положи својот млад живот во одбрана на својата татковина Република Македонија. Со должна почит кон семејството Стојановски,
Во чест на загинатите бранители се одржува турнир во мал фудбал на локално ниво. Овие турнири се одржуваат низ сите градови на Република Македонија на локално ниво каде што има загинати бранители. Како резултат од турнирите, победничките екипи настапуваат на централен мемориален турнир кој се одржува во спортската сала Борис Трајковски Скопје под покровителство на министерот за внатрешни работи. Почитувани спортисти, ценејќи ги вредностите на вашите колеги, другари, кои бевте рамо до рамо во настаните 2001 година, независно од националната припадност, тоа го докажавте и покажавте и денеска на спортските терени. Како се чува, како се брани, како се игра за својот дух. Денеска сме собрани, се одржува овој турнир ќе се одржува секоја година. Секоја година во име на чест на загинатите бранители, како и сега што се одржува во Тетово. Ние, како Сдружение Херој на Македонија на загинатите бранители, секогаш настојуваме и се залагаме заеднички со државните институции, како и полицијскиот синдикат, да се спроводуваат овие активности. Од лично наше име и од име на Сдруженијето ве поздравувам и ви посакувам многу фер и коректно напредување. Полицајецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата, кој ги извршуваше секогаш со иста совесност. Стојановски беше сопруг и татко на 2 ќерки. Билтенот на случувања во тетовската полиција бележи физички напад и семејно насилство, како и 2 сообраќајки. Физичкиот напад се случил вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на улица Гоце Делчев во Тетово, кога 41-годишен тетовец со иницијали ЖА физички бил нападнат од 31-годишник исто така од Тетово. По кратка вербална расправија со дрвена рачка, помладиот го нападнал 41-годишникот по левата рака и главата, нанесувајќи му видливи повреди. Набрзо се вмешале други и ги разделиле, а повредениот се упатил во Тетовската клиничка болница, каде му била укажана лекарска помош. Нешто подоцна, напаѓачот и другарот што бил со него повикани се во полициската станица Тетово. Разговарано е со нив, пошто се пуштени. Случајот целосно е расчистен и ќе следуваат поднесоци. 45-годишниот гостиварец со иницијали ПВ ноќеска околу 4 часот пријавил семејно насилство од неговиот 23-годишен син, кој во забележително алкохолизирана состојба, откако дошол во семејната куќа, почнал силно да вика, да ги навредува и да им се заканува на другите членови на семејството, а се обидел и да ја оштети покуќнината. Според кажувањето на пријавителот, неговиот син и претходно го малтретирал семејството и затоа побарал кривичен прогон. Вчера попладне околу 18 часот на локалниот пат во тетовското село Доброште, моторцикл без регистарски таблици управуван од 20-годишниот ФЕ од Доброште, загубил контрола и излетал од коловоз и утрел во бетонски ѕид од куќа. Од излетувањето и удирањето моторциклистот и сопатникот на 15 години од Нераште здобиле телесни повреди и со друго возило биле пренесени во Тетовската клиничка болница, каде се задржани за натамошно лекување. Извршен е увид, а моторциклот е одземен. Причина за несреќата е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. На локалниот пат Тетово Фалише во близина на подвозникот за Фалише вчера околу 22 часот се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Opel Signum со тетовски таблици, управувано 27-годишниот тетовец БВ и моторцикл Лонгија, исто така со тетовски таблици, што го управувал 22-годишник со иницијали БВ од Тетово. Во несреќата, моторциклистот и сопатникот на моторциклот на 20 години од Тетово здобиле телесни повреди и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. По извршениот увид се расветлуваат сите поединости поврзани со незгодата. Првично причина е недржање растојание, додека материјалната штета се проценува на 30.000 денари. По повод 2 август, Денот на Републиката, во сабота на 1 август ќе се одржи манифестацијата Отворен ден на архивите. Со пригодна програма во одбележувањето ќе се вклучи и тетовското оделение, а од 18 до 22 часот вратите на архивот ќе бидат отворени за сите заинтересирани посетители. Евидентирање, преземање, чување, заштита, како и користење на архивскиот материјал за потребите на граѓаните се дел од главните задачи на архивските работници.
Затоа со право може да се каже дека архивот во Тетово е еден вид на чувар на пишаното културно наследство во Полошкиот регион. Основна дејност и задача на архивот е да ја собира, односно превзема архивската граѓа, односно архивскиот материјал, кој е создаден кај имателите, може тоа да се правни субјекти и физички лица. Втора работа е, после превземањето, архивот врши обработка според своите стручни упатства на архивскиот материјал кој е превземен во архивот. Трета работа, имаме стручна служба која врши теренска работа, односно посети, стручни посети и укажува стручна помош кај имателите. Четврта работа, после превземањето и обработката, архивскиот материјал се дава на користење на граѓаните и правните субјекти. Односно, тоа е за имотно-правни работи и управно-правни работи, како и користење на архивскиот материјал за потребите на научно-културните работници. Инаку да напоменеме дека архивот во Тетово е формиран 1961 година, а почнал со работа 1962 година. Што значи, ако земаме хронолошки, архивот е најмлад, односно е последен формиран во рамките на Република Македонија. Иако е формиран најмлад, сметаме дека со својата работа, со својата активност, ја исполни својата основна дејност и задача да ја собира пишаната архивска граѓа или архивскиот материјал во Полошкиот регион, што значи ние сме регионален архив и действуваме, односно делуваме на целиот Полошки регион. Согласно сега најновата територијална поделба, значи надлежност на архивот е општина Тетово, општина Гостивар, општина Теарце, општина Егуновце, општина Желино, општина Врапчиште и општина Боговиње. Кај сите овие иматели, архивот ја следи состојбата, односно работите кај имателите, кај физичките лица и ја презема според потребите. Тетовското оделение на Државниот архив води грижа за вкупно 260 иматели на архивски материјал од Полошкиот регион. Располага со вкупно 786 фондови со 8195 кутии и 9308 книги. Најстариот документ е сиџил од 1704 година, напишан од турски кадија. Значи може да напоменеме дека постојат неколку начини за превземање на архивскиот материјал. Тоа е по законски пат. После 20 години од создавањето кај имателите, архивот е должен или со своите програмски задачи и определби ја презема граѓата доколку имателите немаат услови за чување и заштита. Втор начин за доаѓање на архивски материјал во архивот е по пат на подарок. Значи постои можност некој имател или приватно лице кога нема наследник на таа граѓа, архивот е должен да ја превзема. Исто така, во поретки случаи поради економската криза, значи може архивски материјал да дојде во архивот по пат на откуп или размена со други институции. Поединци институции и фирми соработуваат со Тетовското оделение на Државниот архив. Со оглед на економската и политичката состојба, оние промени, трансформации, транзиции што настанаа во Република Македонија и во останатите подречја на Балканов, значи архивите добија свое посебно место. Значи станаа промени кај општествено-политичките организации, кај општествено-политичките заедници, односно општините, кај стопанските субјекти. Сето тоа мораше, односно требаше да се згрижи. После трансформација, обично, архивскиот материјал доаѓа во архивот. Значи, ние може да се пофалиме на тој план, дека архивот после 1991 година направи напори и ја презеде целокупната документација. Можем да кажам дека ги презедовме сите материјали од поранешните општини, собранија на општина Тетово, собрани на општина Гостивар. Значи, се што е создадено од 1945 година до 1990 година е превземено во архивот. Исто така, после трансформацијата на општествено-политичките организации, синдикати, комитет, борци, младини и така натаму. И таа граѓа започна со 1990 година, од 1945 до 1990 е превземена во архивот. Исто така превземен е архивскиот материјал од поранешните самоуправни интересни заедници. Значи тие кои беа формирани 1974 заклучно со некаде околу 1990 пред или после тоа, значи тој материјал е превземен во архивот.
Исто така, голем архивски материјал е превземен од стопанските субјекти кои престанаа со работа. Со можем да напоменам неколку. Значи, превземени се од медицинска пластика, превземени од градежно предпријатие Бетон, превземена е од Шикелак. Долгогодишното архивско работење раководителот на Тетовското оделение на Државниот архив Младен Матовски го преточил во една публикација, а работи и на неколку други. 2013 година архивот издаде монографија за работата на архивот 1961-2011, значи 50 години од формирање работа. Сметав дека, како долгогодишен работник во архивот, дека она што ќе се напише ќе остане за историјата. Бидејќи се служам со тој израз секогаш, она што не се запишало и не се запамтило. Значи, тука во таа монографија дадени се податоци од неговото формирање, па се до 2011 година. Значи, прикажани се основањето на архивот од 1961, односно неговиот почеток. И потоа обработени се тематски сите работи кои како основна дејност и задача стои пред архивот. Значи, даден е особен печат на работата на надворешната служба, така наречена надворешна служба, која врши стручна помош и посети кај имителите, кај што се создава пред архивскиот материјал. Потоа податоци се изнесени од Оделението за средување и обработка. Може да кажеме дека во тој дел се што е превземено во архивот може веднаш да се користи, бидејќи и со самото превземање ние ги задолжуваме имателите она што се предава во архивот да биде евидентирано. Значи, затоа можеме и лесно и брзо да одговориме на задачата наша што е користење на архивскиот материјал за потребите на граѓаните и правните субјекти. Исто така, тука се дадени работи за користењето на архивскиот материјал и за научно-истражувачки цели и задачи. Па наброени се и работници кои користели архивски материјал и за основа на тој материјал се издадени публикации. Потоа голем дел зазема и простор околу унапредувањето на архивската работа, значи одржувањето на семинари и советувања. Архивот во Тетово значи од период од 61 до има околу 15 одржани семинари со вработените во писарниците. Значи, обработуваме прашања и теми за кои се заинтересирани или со тоа да им помогнеме како полесно и побрзо ја вршат својата архивска работа. Исто така тука се дадени и зашто архивот за својата плодна работа има добиено неколку признанија и пофалби. И тоа е дадено во монографијата. И даден е регистерот на архивски фондови збирки на крајот како прилог. Исто така како прилог се дадени и документи, факсимили од значајни документи кои се чуваат во архивот. Значи, најстар документ во архивот, кој потекнува од почетокот на 18 век, 1704 година, па се до постсоцијалистичкиот период, кога имаме записници од основачките собранија во плуралното живење и работа, значи од Тетовиот гостивар. Значи, сметам дека оваа монографија ги задоволува потребите на граѓаните, како и за потребите на научно-културните работници, образовните, историчарите, географичарите и така натаму. Јас имам во процедура односно рецензија, исто материјал, кој се однесува на територијално-административна поделба на Полошкиот регион 1944-2004 година. Значи со органите на власт. Во овој труд или публикација дадени се работи кои мислам дека ќе бидат интересни за граѓаните. Како што се пописите на населението во Полошкиот регион, значи со табели, почнувајќи од 1945-6 од првиот попис, па се до последниот попис, 2001 година.
Значи, мислам дека, иако овие прашања се обработени и во други места и публикации, сето собрано на едно место, ќе биде полесно и подобро за граѓаните. Исто така, тука се офатени територијалните, административно-територијалните поделби во Полошкиот регион. Може да споменеме дека Македонија од 1945 до 2004 година со последната територијална поделба, има околу 10 промени територијални. Па имаме околји, имаме народни одбори, па имаме собранија, па имаме општини, па локални самоуправи. Оделението на Државниот архив во Тетово за својата успешна работа на планот на унапредувањето на архивската дејност и заштита на архивскиот материјал во Полошкиот регион е добитник на неколку општествени признанија. По повод празникот Илинден во недела пред споменикот на револуцијата во Тетово ќе биде положено свежо цвеќе. Во село Луковица пак со голем црковно-народен собир ќе се одбележува 20 годишнината од возобновувањето на манастирот Свети Илија. По повод одбележувањето на денот на Илинденското востание јасном на 2 август недела, општинската организација на Сојузот на борци Тетово ќе организира положување на свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово. Со почеток во 11 часот делегации на политичките партии и граѓанските здруженија традиционално ќе одадат почит пред паметникот на народните херои. На истиот ден, 2 август недела, православниот празник Илинден ќе се чествува и во тетовското село Луковица. Со голем црковно-народен собир и општонародна веселба ќе се прославува и 20 годишнината од возобновувањето на манастирот Свети Илија во Луковица. Со светата архиерейска литургија која ќе отпочне во 10 часот, ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. За сите присутни верници, кумовите на прославата ќе приредат братско-сестринска трпеза на љубовта. Предвидена е и богата културно-уметничка програма на која ќе настапат културно-уметничкото друштво Китка од Драчево и културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница, а гостите ќе ги забавува музичката група Маестро Бенд. Од манастирското настојателство при манастирот Свети Илија од село Луковица ги повикуваат верниците за што помасовно присуство. Затоа ги покануваме на 2 август, значи утринските часови од супермаркетот Веро имаме организирано превоз со минибуси, комбиња. Во два правца 300 денари ќе биде, значи ќе одење и враќање на тоа. Сите тие што немаат возила, нака повелат, со тој превоз нака дојдат. Сите ќе биде угостени, сите добро пречекани и верувам дека ќе биде благодарни на тоа што дошле. А тие што имаат своји возила, нека повелат со своите возила. Сега некој може да пристапат до манастирот, некој па ќе може во село да го стават тие возилата. Али секако нема да им причини некоја пречка за 1000 метри и пешки да дојдат до горе. Инаку превозот е обезбеден во 7 часот наутро од пред Веро. Резервации на телефонот 070 371 676. Според информациите од вработените во јавното предпријатие Македонски шуми подружница Кратово, големиот пожар во Кратовското криворечие уништил 2 куќи и неколку плевни. Зафатена е поголема борова шума и ниска џбунеста вегетација, а штетата не е мала. За сега противпожарната единица од Кратово со помош на вработените во Македонски шуми се обидуваат да го стават под контрола пожарот, а во состојба на готовност се единиците во Ранковце и Крива Паланка. Околу 2 хектари сува трева, стрништа и 30 бали слама изгореле во пожарот кој избувна вчера во близина на село Облавце во општина Старо Нагоричане. Ова го изјави командирот на територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане Оливер Стојмановски. Пожарот е локализиран во 13:40 часот со едно противпожарно возило и 2 пожарникари, а во гаснењето се вклучија и жители на околните куќи, рече Стојмановски. Пожарот настанал на површина во близина на регионалниот пат Куманово-Крива Паланка. Во Кумановско вчера регистриран е само еден пожар во село Романовце, каде што било запалено стрниште. Кумановските пожарникари интервенирале од 1 час по полноќ до 2:20 часот со 3 пожарникари и едно противпожарно возило.
Мистериозниот убиец кој ги ликвидира двајцата турски државјани во куќа на улицата Козле 3 најверојатно со себе ги зели патните исправи на убиените, како и мала торбичка во која жртвите имале златен накид. Од УЈП апелираат граѓаните и фирмите кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса да извршат плаќање на оваа јавна давачка во најкусо време, бидејќи управата за јавни приходи ќе отпочне постапки за присилна наплата со блокирање на трансакциските сметки, со што обврзниците би се изложиле на дополнителни трошоци. Состојбата на долговите за радиодифузна такса е наведена во решението кое УЈП го доставува до обврзникот секој месец, а дополнително проверка може да се врши и преку интернет, преку бесплатната електронска услуга радиодифузна такса www.etax.ujp.gov.mk.